Здраво, друштво. Ден, вече не знам кој ден сме, 23, мислам дека денеска треба да го објавам, значи ден 25. Шо лепше, уште помалце од недела дена до големата информација. Јас сега седнав да едитирам. Имам персонален денеска во 7. После тоа имам мој тренинг и се враќам назад да работам денеска, не испаѓам. Така, тоа е тоа. Чекай да ви снимам само. Што се јаде во пеколните. Делам сега тука YouTube ми е уклучен. Така сега чудам да се напијам и креатинче, глутаминче и тоа. Одиме, уживајте во видеото. Тука одиме на персонален тренинг, после тоа на собствен тренинг, одма продолжувам во исто теретана во Powerhouse Неготино. И така јадам сам еден оброк. Тос два би можеле да речеме, доста лубеница изедев. Вода пиев, доста се исхидрирав. Јадев и стеки интегрални со домат и малце кетчуп за вкус. Значи, тој кетчуп што оставам, да знаете, еве и сите што сакате диета да терате, кетчуп во тие мери е дозволено, но кетчуп во претерани мери, например во 3-4 оброци денеска во тек на денот, тоа веќе не е исто како во еден оброк минимално да ставите. Тоа. Може и ќе ви снимам нешто од персоналниот. И така, уживајте во видеото. Чао! Друштво, само ставам појас, сега тргам од теретана. Сакам едно прашање, сигурно има некои повозрасни, барем се надевам дека има, повозрасни, успешни луѓе што го гледаат нешто. Онова кога викат ти се стеснува кругот, кога почнеш да правиш нешто стварно што вреде, што ќе донесе некој бенефит. Нели сега успех е релативна работа, за секој е различна работа успех, ама мислам дека сите треба да се трудиме на различен начин. Нешто на 22 години со недоволно искуство е тешко, а веќе нака, знаеш како, не можеш се правиш глуп кога не си. Знаеш како сега, јас да ми рече некој, па ти го одбра тие пат да го одиш, ама не одбрав како јас нешто. Не се чувствувам днес како нешто дека сум одбрал. Јас чувствувам дека го правам конечно тоа што јас го сакам. Некако почнувам да си го поштувам многу времето. Сега, ако ти си таков, не мора си да биеме такви, ама нечам ја да... Не викам да бркаме милиони, не викам да бркаме... Не ти знам шо... Нешто... Нели... Доста... Не достижно, знам не постоја зборот недостижно, знам не постоја зборот тешко, уж потешко, најтешко. Сега, тоа што го гледаме, например, што го направил Конор Мегрегор, Андрю Тейт или не знам кој, ако ги изијаме тие луѓе за пример, тоа е најтешко. Ама, например, ако земиме на локално ниво кавадарци Неготино, некој што направил малце повеќе, што возе поубава кола, може да си допуште некои работи, што ја направил, значи кај него било
тешко или малку потешко, сајче. Се зошто барем еве вака кога имаме некои си нивоа, зошто барем тоа пониското да не го одберем, зошто да не направиме нешто? Најверојатно треба да ги пуштиме тие луѓе да си одат. Тешко ми е, искрено, нема да лажам. Можам да прифанам таа реалност. Оти сум човек што сегаш мисле дека може нешто да се смени, ама боле кога, знаете како е една вазна кога ќе се скрше. И сега јас сум тие цело време што сака да ја залепе вазната. Ма некој ја земал у раците и вика, не, мене ми се свиѓа ваква скршена, неќам да ја лепиш, немам потреба да ја лепиш и не ти ја ни давам да ја залепиш. А ти толку ја гледаш скршена, никаква лепа кото раците го држиш, сакаш да ја залепиш, ама тоа е кога некој друг е крив за некоја работа. А кога не си ти крив. Зборот крив може да го толкувате било како. Кога е некој друг одговорен, еве речеме, за да нема сваните крив, зборот одговорен. Колку и да сакаш да преземеш одговорноста за вазната да биде убава, ти нема да можеш да преземеш одговорност само ради тоа што не е твоја одговорност. Пошто е обострана. Стварно не разбирам кај грешам, што грешам, с тоа што само сакам да помогнам. Немам врска. Тоа. Може би стварно стекна времето, че сванам дека тоа е. Треба да се концентрирам повеќе на работа, треба да ги пуштам некои луѓе колку и да биле битни у животот, да ги пуштам да си одат по нивниот пат. Може би некогаш после 2-3 години, 4-5, кога ќе го свата тоа што сум го зборувал, пошто реалната гледна точка на територија на, еве ќе речам, општо Балкан, општо светска, на светска гледна точка, многу се поретки младите луѓе што мислат на овоа. Претежно тој момент се уклучува да размислуваш на ваков начин кога имаш веќе доста трошкови како деца, струја, вода, чирија или па стан, облека, одмор, школување за деца и ред други работи, ама јас сакам сега да го направам нешто, за да кога ќе дојдат тие трошкови да можам да му ги допуштам на моите деца и на мојата фамилија. Да можат луѓето со мене што ќе живеат, да живеат убав живот, да живеат по опуштен живот. Парите не купуват среќа, но купуват можности, купуват време. Значи јас сакам моето време да го поминам со моите деца во иднина, додека јас бев тоа дете што не го поминав моето време со моите родители. Значи моите деца сакам да го поминат времето со мене и јас сакам моето време да го поминам со моите деца, кога ќе дојде тој ред. Бидејќи моите родители ја направија таа грешка, а беа многу успешни бизнисмени. Че извините, мамо и тато и сите у фамилијата. Јас сум изгледан со моите баби и дедо. За тоа сум многу среќен, многу благодарен, но таа родителска љубов дека ми фалела ми оставила некој траг, некој комплекс, некоја траума во мене кај што сакам да успеам помлад и најверојатно цената морам да ја платам со тоа што некои луѓе ќе си одат, бидејќи не можам со нив во исто темпо да терам. Тоа е тоа. Имајте убава вечер. Јас направив тренингче, како што видите, раце рамо. Вчера извадиме многу добро видео, со многу баво се поминав. И тоа е, мислам, може да речем, едни од поредките луѓе што можам да си поминам така, искрено. Да не се стегаш, да се чувствуваш свој, да се чувствуваш оригинален, да не се измориш од ниеден муабет, да не пробаш на никој
да му се објаснуваш кој си и шо си, како си и зошто го правиш нештото и на крајот да не бидиш сватен пак. Обкружујте се со такви луѓе, како што ги видите вчера, и мислам со овие особини да ги предизвикуват кај вас, со овие чувства да ги предизвикуват кај вас, да предизвикат чувства да се почувствувате сакано, да се почувствувате вреднувано, да се почувствувате разбрано. Исто и вие нив. Тоа сепак треба да биде обострано. Избегавајте луѓе што ве прават да се чувствувате депримирано, депресирано, несватено, невредно и така. Да се чувствувате како да сте цело време дека има кај вас нешто што не чини. Така, дечки, имајте убава вечер, малец поразлично одјавување од мене. Се надевам дека за неколку години од овоа видео ќе го гледаме овоа видео со една насмевка и ќе речеме браво с дечко што издржа тогаш и што ги направи правилните одлуки. Ти беше тешко тогаш, но сега си во многу убава позиција во животот и ќе го гледам од една подруга положба, па сепак со иста перспектива, не знам как да кажам. Тоа е со исто разбирање, оти јас сум го поминал, пошто јас сум го направил. Јас. Така направи го и ти. Кој да си позади камерата? Близок, не близок, другар, не другар, родител, брат, сестра, шо и да си, каков и да си, направи го и ти тоа за да стави се во временски период каде што го правиш нештото репетативно и каде што на крајот од тие временски период ќе сватиш дека имаш промена и дека одиш напред. Да. И дај си време. И дајте ми време и мене. Пошто само така можем да направим нешто. Така, дечки, тешко ми е искрено и тоа. Не се жалам. Не избришав едно вакво видео скорото, имав снимано. То доста време траеше, 13-14 минути и реков, ај не сакам да ме запознае публиката од ваква гледна точка. Не, сакам да бидам оригинален. Реков дека ќе бидам оригинален. Крај на приказката. Нема шо да фолирам, нема шо да правиме колку да ви привлекувам вас интерес, внимание. Не, ќе ме дознаете таков како што сум и тоа е тоа. Ти може и сигурно некој од вас има ниста позиција како мене и знам дека ќе му помогнам. Пошто сигурно некој друг се чувствува несватено, неразбрано и така. Аз чувствувам од доста луѓе разбрано и сватено, само треба да ги тргнам тие што се чувствувам од нив несватено и неразбрано, пошто веќе години поминаа, а уж да не те сване некој. Не дека не може да те сване, не треба да биде тие човек со тебе. Тоа, и покрај тебе. Не одите со иста брзина по патот. Нештото ти го свајче после година-две. Тоа е доказ колку не одите со иста брзина по патот. Така. Дечки, имате убава вечер. Се надевам дека воа некој не го издепресира. Се надевам дека воа некој не го издепремира или му ја расипав дента на некој, туку напротив се надевам дека некој се пронајди во овоа, дека некој се почувствува конечно дека не е сам со неговиот проблем, дека еве има и друг како него со неговиот проблем и тоа е тоа. Ако ја вреднуваш моите работи и општо се што правам, една мала подршка од тебе за мене многу голема, стисни лајкче, шер и сабскрајб и тоа е тоа. Се гледаме утре со ново видео и со нова енергија. Тоа е тоа. Чао, друштво! Ба!